Здраво живо на сите. Ете, се помислив дали да правам денеска емисија, бидејќи го штедам интернетот. И имаше 2 дена да заштедам, ама не успеав да заштедам. Се наканив да направам оваа, ајде да кажам, кратка емисија, во која што ќе зборам за дволичноста, за себичноста, за кратката меморија на сите оние кои што денеска ги читав по социјалниве мрежи, по Фејсбуков, дека пишуваат Данела била ваква, таква, онаква, не знам, ВМРО ја избрала, она сега вака враќа, па како да враќа? Пред 1 година неколку пати на неколку места каде што коментирав, го испратив коментарот кој што му го пишав на Наум на времето, кога пиша Данела ќе биде следниот градоначалник на град Скопје. Независен кандидат, поддржана од град Скопје. Стефан, дали ќе оправдувам, ќе чуеш, а дали некого друг ќе напаѓам, пак ќе чуеш. Поготово комшијата твој, затоа што тој многу е најкрив за сето ова. За сето ова што сите плюкаат по Данела, треба да плюкаат по Мицковски. Затоа што тој фраер, пошто беше многу фраер, глумеше нешто чиджимиджи и ја криеше до последно на локални избори. Ја криеше како змија нозе. 100 пати и јас и еден куп други луѓе, особено ветерани, го прашуваме кој ќе биде председателе, за тој да ни кажува дека ќе видите, нема да се покаете, многу јако, па после тоа жена ќе биде сигурно, ама хардкор жена. Ќе видите, ваква е како тупаница. И да, се покаже женава дека е ваква како тупаница. Се покаже дека е хардкор. И сите се најдовте паметни, нели, кога ги избрка оние 30 души неработници од работа, браво за Данела, супер градоначалник. Кога го избрка братот на оној пиштолџијан од Мавровка, затоа што го оправдувал братот, браво Данела, супер Данела, браво. Сега кога го откри криминалот, криминал. И сега одеднашка не чини Данела, нели? Сега одеднашка, еве, што ми е најкриво. Најкриво ми е за Бојан, зашто поднесе оставка и Јане. Затоа што луѓето знаат и како да работат и што да работат. Ама мора да го слушаат тој со вакви наочари како мојве, пошто е его трип, ако не го слушаат и нив ќе ги плюкаат овие, да не ги споминјам се порталиве, да не ги рекламирам. Брука. И после зашто ни било вако државава? Еве зашто. Не заради политичарите, заради дволичноста на народот. На секој еден од вас поединачно. Абе, каква грешка се направи? Стефан? Ако се направила грешка, треба да одговара некој за таа грешка. Он ја направи грешката, не ја направив ја. 100 пати му кажав. 100 пати објаснуев, у коментарот убаво пишав. Јас ќе гласам само за членови на ВМРО ДПМН. За независните нека гласаат независни. Некој други. И тогаш не чинев. Тогаш бев против партијата.
Што мислите, бе, луѓе, ќе го излажете народов? А? Со подметачини, демек независни кандидати, како Гога Сорос, или како она избеглицана од Босна Бишевац? А? Ќе сме добиеле поише гласови. Поише гласови се добиваат со чесен човек од партија. Од 70.000 луѓе членство не можеш да најдеш квалитетен човек. А? Или не му веруваш на членството? Зашто се тие луѓе членови на партијата? Еве што се случува кога не веруеш на членството. Кога не веруеш на тие што ја работат партијата. Ти не си партијата. Ти си само една пролазна фигура у таа партија. Да, има многумина ќе ми кажат, јас сум бил, како он што ми кажал, јавна личност, јас сум бил нервозен, револтиран за тоа што не ме вработил, нели, у водовод. И јас работам. Мене ми требаше, тоа го побарав, не знам како да ви објаснам, колку сум бесен на сам себе зашто сум побарал. Прв пут. И што добив? Јас сум бил јавна личност, ја делегом на комуњарите. А сега? А? Ти не ли си јавна личност? А? И јас сум се продал, нели, оној, како беше Јаце Јосевски, не знам. Јас сум се продал гомно едно. Тебе да те продадат гроб да не ти се знае. Гледам, читам по порталине. Абе, еден нема од оние што се работници на ВМРО, што се трчачи, што се лојални на партијата, што не смениле партија, да е негдека вдомен, да е осигуран, да е згрижен. Нема. Ама дошљациве овие што се дојдени, кој некој што ги пише тамо бизнисмени или на привремена работа, тие се тука, тие се одма се згрижуваат. И сега Данела би била крива? Не бе, Данела е топ. Срце. Хардкор жена. Управо, единствена работа која што не ја излажал Христијан Мицковски е дека Данела е хардкор жена. И дека ќе сработи како што треба да се сработи. Што е? Така се правило тоа. Ова е чаршиска тезга или муабет у канцеларија, па ќе направиме вака, ти ќе направиш ова, јас ќе направам она. И фино каже Данела, тој е директор на град Скопје. Без разлика што е од ВМРО ДПМН. И отче дава на град Скопје. Бабуш, не сме малце. Не сме малце. Проблемот е што јас, како што вика Мицковски, сум јавна личност, се појавувам вака на екран, пишувам, имам следачи, имам почитувачи, па имам можност да ја кажам вистината. Зато ја правам емисијава да можам да му пружам на секој еден, најобичен член, ако сака да збори, да си каже што си имал на душата да си каже, да си го каже своето мислење. А вака? Да бе, Стефан, на привремена работа во ВМРО ДПМН. Чека да ти го најдам коментарот да го прочитам, пошто многу брзо ми отиде.
Да бе. Да, и тебе Данела ти ветувала дека има поддршка од партија, па имаше. Имаше поддршка од партија и тоа максимална поддршка имаше. Лично Мицковски викаше дека Данела е хардкор жена. И хардкор е жената. Нема провизии. Нема местење тендери. Нема милиони од джеп. Нема. Нели се бориме против таква работа? Данела е кадар и по предлог на Груевски. Да беше Данела по предлог на Груевски, ќе се кажеше и Груевски сам ќе кажеше дека е негов предлог. А не Мицко да јаде трици. На Груевски била, па Груевски му кажал, нели? На улица се дерам како што као ненормален, кој сум ненормален. И ајде, Данела ете не чини, Стефчо не чини, ја не чинам, Инфомакс нели не чини, Нимфомакс биле. Да бе, Нимфомакс сме. Точно, обожаваме, значи неодоливо ни е да ги онадиме сите овие што прават криминал. Неодоливо ни е. И никогаш не сме заситни за тоа. И ако сите не чинат, како така бе само овој чини? Или полесно е да се убие гласникот, отколку да се превземе борбата? Само една секунда да видам Фала, брат. Сашко Митковски. Во кампањата кога велев дека татко и Јован Јованов, началник на депото на МВР, во времето на БЦ кога исчезна кокаинот, се е јасно, но некој ја играше, боли брат. Боли. Значи, без разлика кој бил татко. Затоа што и јас имам ќерка. И ќерка ми моја и она си има свој живот. Нема она што со мене. Ова ја што го правам не е исто како она да го прави. Љубомир Симоновски, не можам да те вклучам, брат, во емисија затоа што немам доволно интернет. Затоа и не можам да пуштам никого сега во моментов, освен да ви ги читам коментарите. Еден куп луѓе, значи не само човеков, јас, други луѓе, зборевме бе дека подобро е да се изгуби со наш човек, честно, отколку да лжеме, ќе ставиме независен кандидат. Нема уствари ние да ставиме, него ќе поддржиме независен кандидат. И, поддршка направиме.
Диме Саздовски, не објаснувам Бадијала. Не објаснувам Бадијала за тоа што ич да не е, барем на тројца ќе им влезе во глава од ова што им го зборам. Поздрав до Страшо Ангеловски, фала што ме гледаш, брат. Еј, ти си во коалицијата која што и даде поддршка на Данела. Хардкор жена. Нели? И хардкор остана. Убаво работи. Ама јас го зборам тоа, Гордана, цело време дека од независни партијата го јаде. Еве го и Мицкоски беше независен. Вчера дојде у партија. Натакнат, демек, многу знаел, не знам што го ставија директор на ЕСМ. И што? Си го раководеше ЕСМ, поточно раководеше како што ќе му кажеше Груевски. Тоа смееш, тоа не смееш, тоа треба го направиш, тоа не треба. И толку, така знам и ја да го раководам. Се раководи како Бојан што ги раководеше Паркинсон. Така се раководи. И затоа викам, единствено за кого ми е криво што еве го слуша Мицковски па ја напушта партијата, ова функцијата, е Бојан. И Јане, меѓу другото. Некој ми пиша во инбокс, не можам да видам во инбокс што ми пишуете, затоа што од телефон правам стрим. Така да кога ќе заврши емисијава, тогаш ќе можам да видам и тоа ќе ви одговорам. Сашко, ја не релеватизирам ништо од работата. Ама баш ништо. Затоа што ако некој кажува дека СДС е во ВМРО-ДПМН и влага во ВМРО-ДПМН преку Христијан Мицковски, сум ја. И ги покажувам со прсите кои што се. Гога Сорос, Сафет Бишевац. Еве сега ти пишуваш и Данела. И Данела, ама Данела, за разлика и од СДС и од Мицковски, е хардкор. Ги растура, бе, ги растура, едноставно ги растура. Ненад Василев, не ми пишува во пораки дека мене маска ми паѓа. Колку што мене маска ми паѓа, толку ти здравје да имаш. Ајде да не псујам се. Ако си фраер, пиши у коментар, да видиш другиве луѓе што ќе ти кажат. На кого маска му паѓа. Поздрав и до Филип Гаревски. Филип, ми пиша дека сега ќе сум се вработил у Водовод. Не бе, брат. Помина таа приказна. Водовод беше само за да покажам дека лаже. Дека не си стои на зборот, дека не е човек од збор. Ништо повеќе. За да покажам со мене. Не со некој друг. Па да ми кажете, тој може лаже, тој што ти кажал. Јас. Значи на мене ми има кажано. На мене ми има ветено, на мене ми има излажено. Не еднашка, 3 пути. Да ти продадат Ненаде сандак за најмилите. Колку ја што сум се продал. Успевам вака, тоа што ми искача на овакво дека си пишал у месенџер. А после ќе го објава месенџерот јавно, после емисија. За да можат сите да прочитаат. 101. Јас сум се продал што имам 50 години и 5 години стаж, извини. Сега ќе се продавам на 50 години. Гомно едно. Еве, јас сум у центарот на Скопје, дојде да ми го кажеш у лице. Вака у лајв. Па у лајв да ти кажам ја у лице, што имам да ти кажам. Смрдле едно.
И па ќе ви кажем, вака во државава и владењево на СДС, на криминалциве и на комуњариве и на бугариве, е само и единствено ради губитникот Мицкоски. Све што прави, све што направи од кога дојде на функција, е да го порази ВМРО ДПМН. У буквална смисла на зборот. Губитник пар екселанс. Пред тоа се правдаше, ќе ни ја прогласиле партијата терористичка. Што сме ние глупи? Кој ќе прогласи партија со 70.000, ко ти што викаш, ја кажем 150.000 членство и 200.000 симпатизери, баш симпатизери. Некој ќе прогласи терористичка, па нека прогласи да видиш. После тоа што беше за референдумот? Како сакате така? Кој сака нека гласа, кој неќе нека не гласа. И искочија тие некои околу него што беа, претходно што беа реформатори, искочија да гласаат и они кажаа дека гласале против. А кој знае како гласале позади оваквото? Окич Тојанов, внукот на Мице Крстич, четник до четник. Кој е внукот на Мице Крстич, бе, брат? И ако е четник, значи е честен човек како мене, пошто и јас сум четник. Абе, нека кошта пари здравјето, баш ми е гајлеја. Ке најдам пари, бе, па нели сум се продал. Абе, фала, брат, Радко Соколовски капа доле, браво, царе. Царе ми вика многу луѓе, брат. И што ако ми вика царе? Секунда една, одма се враќам. Истовремено да видите кај сум. Не успев да видам неколку коментари што помина. Поздрав и од Америка ме гледаат. Поздрав до Америка. Поздрав војводо Ѓоре Бусилјанов. И до кај застанавме? До Данела. Ја не знам зашто ете некои фраери како овој му го забрев името, пишуваат во порака, а не на коментар. Пишете, бе, бидете мужи. 100 пути, еве, да повторам за овие што сега се вклучија неколку, да повторам дека на изборите лани, локалните, пред да бидат изборите, месец дена прашував кој ќе биде кандидат. Ако биде кандидат, да биде кандидат на ВМРО ДПМН.
член на ВМРО ДПМН. Не може од 70.000 луѓе да нема ни еден кадарен да биде кандидат. Поготово за да го бутне она пијандура на што беше. И до последно ја криеше и кажуеше жена ќе биде, хардкор жена ќе биде. Нема да се покајате, цврста жена ќе биде. И факт е, јас лично не се покајав, Данела е стварно хардкор. И ако не гласав за неа, хардкор жена е. Сега се кајам што не сум гласал за неа. Данела е кадар по предлог на Груевски, го објаснив и тоа да е по предлог на Груевски ќе се знаеше тоа. Јас ќе знаев у најмала рака дека е предлог на Груевски. И јас ќе ја фалев. Немаше да викам тогаш дека јас за независен кандидат ќе гласам само кога нема да бидам член на ВМРО. И кој треба да поднесе најголема одговорност? Пак ве прашувам, кој? По мене Мицковски. Тој е тој што ја стави. Тој е тој што кажуеше дека она би била супер. Тачно, не да е одлична. Феноменална е, фантастична е, брилијантна е. Ако продолжи вака, супер ќе биде. Барем, ич да не е народов, ќе види дека сум во право за ова што го зборам. Така. Значи тој што криеше од членството до последно, тој е најодговорен и тој треба да поднесе одговорност. А не да каже јас грешив. Па што ако сгрешив? Замисли некој доктор, хирург, да каже јас грешив, вместо слепо црево му израдив бубрек. И па ни се разидуваат патиштата, сега што да правиме? Така Мицковски со Данела. Јас грешив, не ни се разидуваат патиштата. Нели бе, брат? Ти си мало дете, па ќе ви се разидуваат патиштата. Абе. Така. Јас стварно веќе немам што да ви кажам. Не можам да вклучам никој, затоа што и овој лайв ми го зема фактички последниот интернет што го имав. Така да 15 еве го за 2 дена ќе имам нов интернет и ќе можам одново да ви правам емисија. И до тогаш ќе соберам уште материјал за да го кажувам ова што го кажувам. Поготово на тие што ми кажуваат дека јас сум се продал. Лека ноќ, пријатно и убави сништа. Да е жива и здрава Македонија, вечно сега секогаш и во вечни векови. Поздрав!